Отворени денови на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков од веќе 10 до 14 ноември, така што во ЕКСЕ отворените денови секој пат и Телма телевизија на наша огромна чест и вака да речеме и во самата редакција сме биле испочитувани токму од овој институт поради употребата и негувањето на македонскиот стандарден јазик, па така што ќе заблагодариме секако на целиот корпус од луѓе кои што работат и во случајот ќе ги поздравиме се со цел оние кои што сакаат да ги посетат овие отворени денови во централното градско подрачје. Да, за тоа се разбира најсоодветно ќе ни сподели директорката на институтот Елена Јованова Груевска заедно со нашата Марија на лице место во овие минути. Марија, добро утро. Добро утро. Добро утро и до вас, колеги. Токму така, токму за овие отворени денови, верувам дека гледачите има можност да слушнат и во информативните изданија на Телма телевизија во текот на претходните денови, но повторно ќе слушнеме нешто повеќе во ова вклучување за отворените денови на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, кои имено траат до 14 ноември и во рамки на овие отворени денови ќе бидат одбележани јубилејните 80 години од македонската азбука и македонскиот правопис, како и неколку годишнини од раѓање на македонски лингвисти. Зошто е важна самата реализација на овие отворени денови и всушност кои се предизвиците со кои што денес се соочува нашиот македонски јазик? Во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Елена Јованова Груевска. Да и посакаме добро утро. Добро утро за гледачите на Телма телевизија. Институтот за македонски јазик 10-та година поред годинава ги одржува отворените денови на институтот. Рековте зошто се значени. Значени се затоа што овие 5 дена ние живееме за македонската јавност. Всушност, сите професори, наставници, ученици се добре дојдени, ни доаѓаат лингвисти од целиот свет. Значи, значени се затоа што можеме во овие 5 дена да се пофалиме од резултатите од нашата работа. Така во понеделникот беа промовирани веќе 8 книги на институтот, вчера уште 2 книги, 10 книги објавени од 2024 до сега овие отворени денови во 2025 година. Се навративме на јубилеите кои што ги споменавте, 100 години од раѓањето на Трајко Стаматовски, 100 години од излегувањето на Абецедарот, 80 години од раѓањето на Зденка Рибарова и 60 години од раѓањето на колешката Убавка Гајдова. А денес и утре имаме меѓународна научна конференција Македонскиот јазик, извор на научни проучувања. Нам секогаш Крсте Мисирков и македонскиот јазик ни се инспирација за пишување, за анализи, за творење. Ни доаѓаат 85 учесници, голем дел од нив се од странство. Трае 2 дена самата конференција и третиот ден имаме научна екскурзија. Значи, денес и утре сме во Институтот за македонски јазик, а в петок сме во Кавадарци и во петок го заокружуваме оној големиот јубилеј, 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, 80 години македонска азбука, 80 години македонски правопис и на сите училишта во Кавадарци, 10 на број, им подаруваме по еден правопис кој што е преиздаден во оваа 2025 година. И сега што беше... Моето следно прашање беше кои се предизвиците со кои што денес се соочува нашиот македонски јазик? Предизвиците на македонскиот јазик се многу слични со предизвиците на другите соседни словенски јазици. Всушност, македонскиот јазик, иако е стандарден, кодифициран, заштитен од државата, сепак во ова време на дигитализација треба всушност да се обрне повеќе внимание, би рекла на 2 рамништа. Едното е она разговорното, каде што треба да им се влие на младите, да си го негуваат мајчиниот јазик и да продолжат да зборуваат на македонски јазик. Имаме една мода, младите да зборуваат меѓу себе на англиски јазик. Меѓутоа, знаете како,
можат секаде во светот да зборуваат на англиски, но на македонски можат само во татковината. И македонскиот е мајчиниот јазик кој што треба да се негува затоа што преку него се идентификуваме, тој е нашиот идентитет. И втората работа е дигитализација на јазикот, тоа го имаме направено, ги имаме дигитализирано картотеките во Институтот за македонски јазик. Сега е наред правење корпус. Во овој период имаме прочистување на материјалите од картотеките и потоа ние сме најподготвени за правење, за објавување на корпус на македонскиот јазик. Во овој момент во Институтот се работи и етимолошкиот речник на македонскиот јазик. До сега немавме таков. Време е да се приклучиме на големите народи. Предходно го реализиравме толковниот речник на македонскиот јазик. Правописот ете исто издание на Институтот. Вчера се промовираше нова свеска од третиот том на речникот на црковно-словенскиот јазик од македонска редакција и морам да кажам дека овие проучувања сите одат со електронска поддршка затоа што ги имаме ние материјалите сега веќе во електронска форма и самите колеги кажуваат дека изработката на овој речник оди многу полесно. На почетокот кога напоменавте дека се повеќе и повеќе од младите се употребуваат англиски зборови, она што јас го имам забележано е дека дури некогаш не го знаат македонскиот збор, туку го знаат англискиот збор. Колку тоа оди со вежбањето. Ако вие секојдневно го употребувате македонскиот збор, потоа размислувате на македонски јазик и се разбира дека ќе знаете да го потребите соодветниот збор. Значи, ние полека доаѓаме во некаква ситуација, можеме да дојдеме во ситуација младите да почнат да размислуваат на англискиот јазик како мајчин јазик. Зошто? Затоа што секој човек размислува на мајчиниот јазик. И од тие причини апелирам до училиштата, до родителите, до вас, до медиумите, значи за една популаризација на македонскиот јазик, затоа што ние со години кажуваме дека македонскиот јазик е загрозен од надвор. Ние самите си го загрозуваме јазикот, додека има наши македонски зборувачи што зборуваат на македонски јазик, ќе постои јазикот. Инаку еден кодифициран јазик не може да исчезне. Нема таков јазик кој што е кодифициран и што исчезнал. Меѓутоа, ако ние самите се срамиме од нашиот мајчин јазик, ако не сакаме да зборуваме на македонски, никој нема да ни биде виновен во светот. Токму и тоа сакав да ве прашам пред самиот крај. Колку образовниот систем и медиумите придонесуваат за негување на македонскиот јазик и за подигнување на свеста за јазичната култура? Па еве ќе тргнем од Телма телевизија со ваквите прилози. Знам дека и колегата Борче Арсов ви гостуваше во студио, колешката Тантуровска и некои други колеги од кај нас од Институтот за македонски јазик. Значи, и со осврнување кон ваквите јазични прашања, всушност се придонесува за свеста на луѓето и за свеста на младите. Убаво е кога се синхронизираат сите странски емисии на македонски јазик, тоа да биде правилно направено. Убаво е кога се подготвуваат на мајчин македонски јазик соодветни емисии. И тука вие телевизиите имате голем придонес. И просто незаменлив. Независно што постојат портали, тука мораме малку да поработиме јазичната култура на порталите да биде на повисоко ниво. Меѓутоа, еве, Телма телевизија секогаш се труди за тоа и се разбира, многу е важна улогата на училиштата. Наставниците, професорите по македонски јазик, но и сите други професори кои што им држат настава на нашите ученици, треба да зборуваат на стандарден, на литературен македонски јазик. И на тој начин, всушност, да им објаснат, да им покажат на дело на учениците дека кога зборуваме за сериозни теми, кога зборуваме за професија, кога зборуваме за религија, за политика, ние едноставно не можеме да зборуваме на дијалект. Мора да зборуваме на стандарден македонски јазик. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да зборуваме на оваа тема, односно за нашиот македонски јазик. Ви благодарам.
како Телма телевизија и вам, Марија, за интересот. Благодарам уште еднаш. Со овие информации ќе ве поздравиме. Токму од првото вклучување на лице место говоревме за отворените денови на Институтот за македонски јазик Крста Петков Мисрков.